Пејки патриотски песни со транспаренти на кои пишуваше со фашисти не се преговара, фашизмот мора да падне, не за бугарскиот Хитлер. Отварањето на бугарскиот клуб во Охрид кој го носи името на поранешниот бугарски цар Борис III изовре страстите меѓу насобраните граѓани. Дел од нив подржувачи и на опозицијските партии Левица и ВМРО ДПМН кои што претходно повикаа на масовни протести против отварањето на клубот. Како што може да се види, овде во Охрид состојбата ескалира, а силно политичко обезбедување не дозволува луѓето да се приближат до самиот културен клуб на бугарите овде во Охрид, кој што го носи името на цар Борис III. Граѓаните не се согласуваат со отварањето на ваков клуб. Мислам дека е провокација. Во вакви времења, во сега како што е времења, во општата ситуација што е во цел свет, вакви работи мислам дека не се потребни ни за едната страна, ни за другата страна. Ги оправдувате ли на граѓаните во протест? Оправдани во секој случај, али мислам дека тука Европа дава одобрување. Треба тие нешто да стора за овие провокации. Не треба да се отвора сигурно. Отварањето на културен центар со името на еден од најголемите фашисти на балканските простори е провокација особено кон македонците и македонската држава, вели за Гласот на Америка историчарот Александар Литовски. Кај нас фокусот при отворање на овие здруженија бугарски низ Македонија се става на имињата на тие здруженија, Ванчо Михајлов, цар Борис или не знам што, кои се типични фашисти и кои се чиста провокација за македонците и македонската држава, бидејќи стално работеле против Македонија и против македонската нација. Меѓутоа, позадината е уште поголема и позначајна, а именно тоа дека проблемот не е само во имињата, туку проблемот е дека тие здруженија, наводно граѓански, а всушност антимакедонски и пробугарски, се дел од една поширока стратегија за одмакедончување на македонци. Но председателот на клубот Томе Блажевски вели дека не станува збор за никаква провокација. Значи нас никој не стопира или не ни забрани. После скоро една година почна да се политизира целата работа и се крена глас против нас. Немаме никаква соработка или некои нацистички, неонацистички или фашистички движења, доколку имаме нас нека не суда. Ние значи ниту сме помислили да направиме некоја провокација, ниту ништо. Од ВМРО ДПМН рекоа дека ќе поднесат закон за измена и на дополнување на законот за здруженија и фондации, со што не само што ќе се спречило идно формирање на вакви квази културни клубови, туку и ќе можело да се реагира за веќе постојните кои власта дозволила да се регистрираат. По Ванчо Михајлов и цар Борис III, неспорно е дека ќе продолжат обидите за ревидирање на историјата на Македонија и представување на окупаторите како ослободители. Инаку претходно во април годинава во Битола во присуство на тогашниот бугарски државен врв се отвори бугарскиот клуб кој го носи името на Ванчо Михајлов, уште една контроверзна личност. Подоцна просториите на клубот беа опожарени. На отварањето и на двата клуба реагираа и од еврејската заедница во Северна Македонија, од каде велат дека се згрозени и навредени од нивната регистрација. А исто како и за оној во Битола, и за овој во Охрид предмет отвори основното јавно обвинителство. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.